Со години се бориме против загадувањето во Македонија. И она што е резултат на таа борба не е задоволително. Тоа е, дури би рекла, многу фрустрирачки за нас како Зелена партија. Со години се боревме и се изборивме за донесување на еколошки закони според европските стандарди. И тие се донесени. Со години се боревме за изградба на институции за контрола и заштита од загадување, за контрола на загадувањето. Тоа се инспекторати на национално и на локално ниво. Се боревме потоа за зголемување на бројот на инспектори во тие институции. И тука е постигнат огромен напредок. Меѓутоа, дали сме задоволни? Не сме. Зошто? Зошто не се спроведуваат тие европски закони? Зошто тоа мноштво инспектори и инспекторати не си ја вршат во огромен број работата онака како што треба? Одговорот според мене, од долги анализи, заедно со колегите од ДОМ, е единствен, се состои во еден збор, поради корупцијата. Корупцијата е почитувани најголемиот загадувач во Македонија. И во буквална и во посредна смисла. И сите ние, и Македонија ќе има иднина само ако се избориме против тој најголем загадувач во Македонија, против корупцијата. Во таа насока, како пратенички со колешката Маја Морачанин, поднесовме зголемување на амандман за зголемување на буџетот во насока на средства за акредитација на државна лабораторија во рамките на Министерството за животна средина. Затоа со години се боревме како партија. И со години се наоѓаа разноразни изговори да не се акредитира лабораторија. И што се случуваше? Што возможуваше тоа неакредитирање на државна лабораторија? Тоа овозможуваше различни коруптивни сделки помеѓу загадувачите, помеѓу одредени инспектори нечесни и помеѓу одредени представници од институциите од политиката кои врзуваа круг коруптивен и правеа зло. Овозможуваа загадување без контрола, без можност да се докаже дека некој загадува и без можност да се бориме организирано и институционално против таквите загадувања. Од сега, со акредитација на оваа државна лабораторија, ќе можат честните луѓе во неа да докажат дека некоја индустријски капацитет загадува, ќе можат да докажат дека она што го гледаме од оџакот, оној црн чат, оние саѓи, оние севозможни органски загадувачи кои што се канцерогени и штетни, да ги докажеме конкретно, лабораториски, екзактно, и да го казниме загадувачот и да го спречиме понатаму да загадува. Многу просто било, нели? Меѓутоа, требаше да се надмине таа бариера, требаше да убедиме луѓе да го направат тој чекор. Министерката за финансии не разбра кога ова и го објаснувавме, кога се боревме за нашиот амандман на буџетот за акредитација на државна лабораторија. Ова е голем чекор. Голем чекор. Исто така како што ќе биде уште поголем чекор следниот. Предложивме неодамна со колешката Маја закон со кој се забранува увоз на отпад кој што ќе служи како енергенс за гори, како гориво во одредени индустријски капацитети. Ако земеме да зборуваме по правдина, според меѓународната конвенција која што се занимава со ова прашање со отпадот, а која што Македонија ја има ратификувано, по редот на нештата треба и ние како држава да дозволиме користење на такви отпади, така да речеме, отпади од други процеси како енерген, затоа што имаат калориска вредност. Меѓутоа, ние видовме од праксата дека ние ниту имаме институции кои што ќе бидат бедем за заштита од таквото загадување, ако не соодветно се спроведува тој процес, ниту имаме судски институции кои што доследно ќе се борат со коруптивни сделки, ниту пак имаме конкретна државна лабораторија која што сето тоа ќе го докаже и ќе ни даде алатки во судски процеси и во нашата борба. Затоа, во овој момент бараме државата да забрани увоз на отпад како енергенс, како гориво,
Се додека не воспоставиме нормален систем на контрола во државата, се додека индустријските капацитети не ги натераме да вложат во сериозна опрема, која што ќе значи комплетно затворен систем, каде што нема ништо да излегува од загадувањето во воздухот, во водите и околу нас, во почвата, само тогаш, некогаш, ако се воспостави таков систем, тогаш можеме да разговараме за примена на Базелската конвенција за отпад, како што евентуално и некои други земји тоа го прават. До тогаш мора да си го заштитиме здравјето, животната средина и иднината на нашите деца. И конечно, во оваа борба со корупцијата ќе се бориме и понатаму на сите начини. Преку парламентот, преку институциите, преку храбри и честни луѓе, како што е Ана во Министерството за животна средина, како што е Миро во градскиот инспекторат во Скопје, како што се нашите советници во сите совети низ Македонија, како што сте сите вие како активисти, како борци, како соборци што сме заедно со граѓанските активисти на терен. Така треба да се бориме. Корупцијата е најголемиот загадувач во Македонија, меѓутоа кога ќе се избориме против неа, сме се избориле против загадувањето во целост. Има иднина и таа е зелена, дефинитивно.